Платформа со Љубиша Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, вие следите програмата на радио Слободна Македонија. Јас сум Љубиша Николовски, ова е емисијата Платформа. Денеска ќе говориме за една доста сензибилна политичка тема, а тоа е улогата на албанците во политичкиот живот на Македонија и во регионот. За таа цел во Платформа сакав да поканам човек кој нема да биде актуелен политичар, представник на некоја од партиите на албанците, ниту пак политички аналитичар кој однадвор ги наблюдува работите и ги коментира без да има некакво политичко искуство, на некој политички активизам. Токму затоа јас поканив еден нотар. Звучи чудно, но оние што ги знаат луѓето во Македонија ќе го погодат веднаш за кого станува збор, бидејќи нема многу нотари кои порано се занимавале со политика. Тој често се појавува во својство на соговорник кој има добри познавања во однос на политичките збинувања во Македонија, само затоа што е поранешен активен политичар. Погодувате, станува збор за господинот Насер Зибери. Насер Зибери, за помладите слушатели, ако ги има такви на оваа емисија, поранешен пратеник во неколку мандати на соверението на Македонија од 1991 до 2002 година, министер за труд и социјала и подпредседател во владата, во коалицијската влада на ПДП и СДСМ. Добар ден, господин Зибери. Добар ден. Кога на почетокот на 90-тите ја формирате партијата за демократски просперитет и влеговте во политичка битка, веројатно имавте некаква агенда или платформа која требаше да ја спроведете. И тоа го правевте десетина години, додека партијата не престана да постои и беше заменета со друг политички субјект. И сега, како и тогаш, действуваат две главно парламентарни политички партии на албанците, тоа е ДУИ и ДП. Што мислите сега од оваа позиција после изминати години активно занимавање со политиката? Дали она што го почнавте, овие партии го продолжуваат? Дали постои еден континуитет на таа албанска агенда, да наречем, или она што вие како партија го зацртавте? Или има еден дисконтинуитет што се јави 2001 година со појавата на ДУИ како една воена организација тогаш? Мислам дека за одредени сегменти постои еден јасен континуитет кој продолжува и понатака без оглед на промена на актерите во политичката сцена и политичките субјекти кои се активни. Но за некои прашања се разбира имат дисконтинуитет и тоа од две причини. Прво, заради тоа што некои од прашањата кои ние тогаш ги зацртавме во нашата платформа за действување и програма се исцрпени. Тие се абсорбирани и веќе не се визија која треба да се остварува. И веднаш да спомнам дека прашањето на високото образование е заокружено. Постои Тетовскиот универзитет, Штуловиот универзитет, неколку катедри во Свети Кирил и Методи, под другите приватни универзитети. Прашањето на средното образование целосно е акцептирано со сите проблеми кои постојат актуелно за поквалитетна настава, поквалитетни учебници, по соодветен кадар, по добри услови и така натака, но не може да се каже дека постои некој проблем кој може да се обои етнички или политички. Тука е прашањето за употребата на символите, кој горе-долу исто така може да се каже дека најде простор и место. Тука се некои прашања во однос на застапувањето на албанците и други прашања кои од објективни причини, значи, представуваат дисконтинуитет, односно тие се абсорбирани и како такви не се дежурни на политичката агенда на овие актуелни субјекти. И самите рековте, постои значителен напредок во односите, во меѓуетничките односи, во
и постигнување во доменот на општествената вклученост на албанците во институциите на државата, па сепак според некои опозицијски партии или според некои аналитичари, според контакти со граѓаните, има секојаш незадоволство кај граѓаните на Македонија и меѓу албанците. Дали се тоа од политичка природа или од економска, дали станува збор за невработеност, за низок стандард, вие сигурно подобро знаете, но во такви ситуации кога се чувствува една поголема незадоволство, веднаш почнува во јавноста да се говори за потребата или за можноста од појавување на нова политичка партија, значи и меѓу албанците, која би ги артикулирала овие нови потреби на граѓаните, бидејќи овие постојни партии наводно не ги задоволуваат барањата нивни. Така сега повторно станува збор за една нова политичка партија, мислам дека Беса треба да се вика, не знам кој стои за таа партија и кој ќе стои, дали навистина ќе се оформи. Така беше исто појавата на партијата на Руфи Османи. Малку успеваат да најдат простор на политичката сцена, но има уште едно подпрашање. Обично, овие партии што постојат, кога се заменуваат со нова политичка партија, таа е порадикална или поекстремна во ставовите во однос на постојните. Дали тоа сега ќе биде така, иако некои колумнисти, интелектуалци појавуваат потреба дека и кај албанскиот корпус на партии треба да се појави една така наречена поинтелектуална политичка структура која сепак ги артикулира и на обичните граѓани интересите, како што беше, да речеме, пратеничката група на ПДП на која припаѓавте вие, која беше дури посебен сегмент во рамките на партијата на која припаѓавте. Мислам дека природно е од време на време да се појавуваат нови иницијативи, нови идеи и соодветно на тоа субјекти кои ќе ги застапуваат политичките гледања на овие структури. Тоа не е невообичаено, но прашањето е дали тие ќе завземат соодветно место на политичката сцена. Лично сум скептик дека има доволно почва и капацитет електорски кој може да потрани 3 или повеќе политички партии застапени во парламентот. Бројот на избирачите албанци е лимитиран и тој може, според моје длабоко убедување, да се ефектуира најдобро со 1, 2, евентуално 3 субјекти. Најновата иницијатива што ја спомнавте, тоа е движењето Беса, е продукт прво на незадоволството на една интелектуална структура кај албанците, која смета дека двете политички партии актуелни се до тој степен компрометирани, што не даваат некоја гаранција дека може да бидат вистински репрезенти на интересите на албанците на политичката сцена во Македонија. И тука им се набројуваат низа афери, од економска природа и од други причини. И тука нивниот терен, они сметат дека е доволно празен. Они со регрутирање на една интелектуална структура да можат да го фатат тој простор и патем подолго време овие две постојни политички партии се на столбот на критиката од страна на интелектуалците албанци дека се премногу затворени, дека нема во нив струења и движења кои ќе даваат нов импулс и нови идеи. И како резултат на одбојноста кон новите структури, значи останува еден голем дел кој сака политички да биде активен, да бара трето решение. И втор или трет момент кој ги потикнува ваквите структури е општото незадоволство кај албанците во однос на некои крупни прашања како што се евроинтеграцијските процеси, како што е прашањето на економската благосостојба, како што се вработувањето и така натака и така натака.
Они сметат, сега си зимам за право да ги парафразирам, дека нивниот концепт би бил целисоден и од полза за сите граѓани, зашто они нема да подкликнуваат на ситуации каде што они ќе бидат само марионета на одредена структура во Македонија, туку ќе бидат честни, честноста им е значи парола, односно беса е завет значи, и дека во моментот кога они ќе осетат дека се непродуктивни, они се спремни да ја напуштат политичката сцена. Дали тоа ќе биде така, останува да се види, се разбира. Но, поаѓајќи од искуството порано, една структура вие ја нагласивте, тоа е партијата на Руфи Османи, која на почетокот имаше многу поповолна клима, би рекол, имаше поголема поддршка, тој со својата харизма, минато и така натака, но на крај заврши, би рекол, неславно последните избори со еден пратеник. Слична е состојбата и кај градоначалникот на Струга, кој исто така незадоволен од предпоставувам позицијата негова во структурите на ДПА, се одметна и ево една активност низ ограноците на ДПА да го привлече членството кон себе и на крај да заврши со формирање на една политичка партија. Значи, уште еднаш да се навратам на почетокот, јас сум скептик дека има доволен ентузијазам прво, второ дека има доволен капацитет и потенцијал кај албанците да може да се анимира една поголема критична маса која може да создаде поголем простор и да се етаблира на сметка на двете политички структури постојни. Добро, ќе направим мала пауза, да го одморам и вас и нашите слушатели. Малку реклами и музичка номера, потоа повторно се враќаме во студиото да разговараме на темата с која започнавме. Колку звезди ветени, заборавени, толку зборови залутани, колку нежност искрена ти е дадена, толку многу сум повредена. Тешко во грлово ме стега, ме убива, кода тонам, но се уште се борам, да живеам јас морам, сонам, магла, љубомора и тага, вистина и лага. Te gubam, te mrazam, pa te ljubam. Sonam, magla, ljubomora i taga, istina i laga. Kako košmar, te imam, pa te gubam, te mrazam, pa te ljubam.
pa te gubam, te mrazam pa te ljubam. Zona, magla, ljubomora i taga, istina i laga. Kako košmar, te imam pa te gubam, te mrazam pa te ljubam. Zona, magla, ljubomora i taga, istina i laga. Kako košmar, te imam pa te gubam, te mrazam pa te ljubam. Платформа со Љубиша Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Уште еднаш да ве подсетам, вие слушате емисијата Платформа, јас сум Љубиша Николовски и мој денешен гостин е господинот Насер Зибери. Разговараме за улогата на албанците во политичкиот живот на Македонија и во регионот. Веќе говоревме за неколку важни прашања на оваа тема. Дојдовме до таму да ги најавивме некои можности за нови политички субјекти во албанскиот корпус и ќе продолжиме таму каде што застанавме. Господине Зибери, едно подпрашање малце приватно. Вие сега вас ве нарекуваат политички аналитичар, имате добри познавања на актуелната политичка состојба во Македонија. Од каде ги дознавате информациите, од медиумите или се уште имате, бидејќи сте бивш политичар, доста контакти и упоришта во, не знам, во некои структури политички? Да, се разбира, првиот извор на информации се медиумите и тоа од сите видови, почнувајќи од таа најстарата форма, печатените, електронските, па се до социјалните мрежи. Но доста контакти имам со луѓе. Често пати разменуваме идеи, мислења, од тие разговори добивам информации, давам информации, се разбира. И често пати во низ подрачјата кај што се движам, ми приоѓаат луѓе да ме прашат дали ќе се престројам во некоја структура, дали ќе бидам активен, дали сметам дека треба да се реактивира ПДП и така натака и така натака. И тогаш луѓето се спремни да разговараат и да ги изнесуваат своите идеи, ставови за тоа што се случува во Македонија. Се разбира, јас контактирам и со политички структури на актуелните политички партии, поготово на ДУИ, со кои имаме еден коректен однос, разговори и така натака. Колку време сте пасивен веќе политички? Па од 2002, значи 12 години, толку колку што бев активен. И досега никој не ви убеди да се вратите во политичкиот живот? Не, нема доволно добра понуда? Не, за сега, значи останав надвор од политичките води. Немате што да дадете во политиката? Немате нови импулси за борба политичка? Не мислам дека нема што да се придонесе, напротив, мислам дека кај албанската политичка класа, односно сцена, се чувствува еден замор од актуелните структури и потреба да се обновува таа енергија. Но јас лично сметам дека обновувањето на таа енергија треба да дојде од нови сили кои ќе нудат нешто ново. Се разбира, јас не го крием фактот дека ме консултираат од време на време да дадам мои погледи, но на тоа завршува мојот ангажман и активност. Дојдовме до Беса во претходниот дел, уште малку би сакал дали овие луѓе барем за македонската јавност или бар за мене во овој момент не се познати, дали некои познати личности стојат во организациониот одбор на Беса и дали можеби, ако имате информации, дали е тоа автохтоно движење на албанците или има импулс од
од Соединетите Американски држави, од Европа, од некои западноевропски земји. Меѓутоа не е тоа чудно во Македонија. Да, клучните луѓе ги познавам. Тие во потесните интелектуални кругови не се непознати, но во широкото граѓанство се анонимуси, значи не ги знае јавноста и нема, сум убеден дека нема некој став во однос на тоа дали тие може да представуваат движечка сила и може да привлечат внимание. Но во добро информираните кругови тие се познати, и господинот Гаши и Зекирија и неколку други, да не ги спомнувам сега сите по имиња, се луѓе од Македонија. Тројцата челни луѓе завршиле на Свети Кирил и Методи студии, кои се присутни во создавањето на јавното мнение, поготово кај албанците, со своји настапи, колумни, написи и во електронските и во печатените медиуми, но велам не се доволно познати за пошироките маси кај албанците. Не се уште. Има иронија животот, да поредно со една ваква условно да наречам елитистичка или елитна партија што претендира да биде, речиси во исто време се појави и се појавуваат и некои постари структури. Јас ќе го споменам вашиот поранешен председател на ПДП, господинот Невзат Халили, со една стара идеја, која вие добро ја знаете, тоа е обидот за Ибирида. 90-те години имаше и референдум по тоа прашање. Албанците се изјаснија за тоа, во голем број од тој дел на Македонија. Фактички две прашања имам. Како гледате сега на обидот на Невзат Халили да артикулира повторно да ја возобнови Ибирида, и како гледате тогаш, бидејќи вие се откажате на некој начин како пратеничка група или како партија, не знам, од таа идеја, зошто тогаш не, а што мислите сега зошто тоа го прави и дали тоа може да заживее? Прво, околу господинот Халили, мислам дека не представува личност која може да има некоја појасна политичка визија за тоа што сака, како сака, тоа што го сака да го оствари. Мислам дека тој по инерција уште живее во славата од минатото и смета дека со некои потези кои тогаш биле актуелни, кои ги движеле масите, кои собира гласови, може повторно да биде актуелен. Јас сум длабоко убеден дека тоа не може да поминува сега. Промените се многу околностите. Имаме скроз нова ситуација и во Македонија, и на Балканот, и пошироко во регионот. Дневни, актуелни теми се други прашања. Перспективите се исто така поеднакви од тогаш, и тоа и како проект или рида, а погодово тој како актер, мислам дека се потрошена карта кај албанците и не представува некоја понуда која може да биде сериозна. Реков, длабоко сум убеден дека тој уште живее во славата од минатото и поведеното желбата да биде актуелен од време на време, превзема некои активности колку да е актуелен во медиумите во Република Македонија. Перспективите, реков, сега се променети. Ибирида не сега, но зашто не тогаш? Како оценки имате тогаш? Да. Јас лично од информациите тогаш што сум ги имал и јас на некој начин сум бил воздржан кон оваа идеја, е тоа дека Илирида се, доколку се оствараше, ќе ставаше уште еднаш граници меѓу самите албанци во Македонија. Албанците се поделени во главном, да речеме, во три држави, Албанија, Косово и Македонија, занемарајќи го малиот број во Црна Гора и
Србија. И сега создавањето на уште една автономија во рамките на Македонија, сигурно дека ќе оставаше голем дел од албанците надвор од таквото политичко уредување. Сметавме дека тоа не ни е потребно и второ сметавме дека тоа може да доведе до посериозни политички турбуленции во Македонија, а знаете дека во тој период Македонија беше многу нестабилна, имаше се уште неетаблирана позиција во меѓународната заедница, Србија, односно тогашното ЈНА и СРЈ, претеше како опасност да најмало недоразбирање или конфликт меѓу македонците и албанците, тие да го искористат за нивни цели и сметавме дека на Македонија е потребен еден постабилен, помирен период за да може да се изгради едно општество во кое албанците низ политичките институции и диалогот да може да се изборат за своја позиција. Јас на почеток ви кажав дека одредени прашања и се постигнати и тие представуваат добра почва да се гради една подобра иднина во овој политички контекст и со вакво политичко внатрешно уредување. Господин Зибери, се сеќавате во ваше време беа актуелни две синтагми, денеска мислам паралелно живеат една со друга, тоа е зависи од која визура гледаме. Албанците како фактор на дестабилизација на Македонија и регионот и спротивно албанците како фактор на стабилност во Македонија и во регионот. Веројатно има нешто во тоа, бидејќи ако се мокни да продуцира стабилност и нестабилност, има еден филозофски пристап што ги објаснува. Зошто е тоа така? Од каде таа потенција да бидат фактор на стабилност или на дестабилизација? Уште повеќе што и во прилог на едното и на другото за дестабилизација кога говоревме за појава на политички субјекти кои што артикулираат барање интереси на граѓанството албанско, напоредно се појавуваат и воени или паравоени структури. Во ваше време беше УЧК, ОНА и сега ДУИ. Потоа кратко време актуелна беше поекстремна АНА. Сега мисля, че ништо некој, јас и го заборев името, се појавуваат напоредно со како еден добриот и лошиот полицаец. Како го објаснувате овој феномен кај албанците? Ако зборуваме во контекст на појавувањето на ОНА, тоа беше навистина една сериозна структура која сите знаеме како беше организирана, колку беше моќна, како действуваше и што постигна. После ОНА, односно УЧК, останатите структури како АНА, која постоеше како организирана структура, овие останатите, мислам дека повеќе се некоја интернет инфузија за некои структури кои се уште живеат во нивниот романтичарски свет за некакви големи Албани или не знам што. Значи, како реален субјект, освен УЧК, нема во Македонија, немало. АНА беше, значи, една структура, но АНА не ја доби поддршката на албанците, да се разбереме. УЧК уживаше поддршка кај обичниот граѓанин албанец и затоа она се воздигна, имаше сила, имаше моќ, можеше да ги промени состојбите во Македонија, можеше да ја дестабилизира и да ја стабилизира земјата, додека АНА не ја уживаше оваа поддршка. Може би и времето кога се појави беше апсолутно имаше поекстремни барања одошто од тоа. Поекстремни барања и уште Македонија немаше испорачано резултати на полето на остварувањето на рамковниот договор, бидејќи беше краток периодот од како заврши војната, се потпиша договорот, се одржа избори и така натака и така натака. Значи, тоа беше еден лукс на една незадоволна структура од ОНА, од УЧК, која
настапувајќи порадикално, сакаше уште еднаш да ги актуализира некои проблеми, но без поддршка на граѓаните и таа епизода заврши како што заврши. Додека ова сега што се случува и така натаму, лично сметам дека не представуваат некоја сериозна структура која може да има поголеми турбуленции да создаде. Да скочиме малце во регионот. Албанците, по мое, иако најчесто се обидувале во периодот на распаѓањето на Југославија да парираат на една тогашна голема српска политика на завладување со просторот, знаете како тоа е иронија на животот. Во одредени моменти појавува слична политика кон собственото население во земјите или на териториите на кои што живеат и оттаму не довербат дека и оние неалбанци дека колку и да говорат дека е тоа романтичарски занес голема Албанија, дека постапките што ги прават политичарите во Косово, Албанија и во Македонија се во крајна инстанца само пат кон создавање на таа етничка голема Албанија. Последнава посета на албанскиот премиер на Белград и оној инцидент дипломатски кој што се случи таму, во кој што тој говореше за Косово и потоа посетата на Прешево и Бујановац, на некој начин потсети на тие времења кога албанците имаа еден патерналистички однос за сите албанци што живеат на просторот. Што беше својствено за србите во бивша Југославија, нели, која водеа грижа за сите срби на просторот на бивша Југославија. Ке се ослободили албанците од таквиот тип на старомодна, да речеме, политика и дали не треба онаму каде што действуваат политичките субјекти да се концентрираат на земите во кои што работат. Значи Косово на некој начин стана независна држава, без разлика колку меѓународни држави го признали или не, што беше и ваша цел своевремено, нели, доста напор вложивте во тоа. Беше земја што продуцира нестабилност, така говорите, сега тоа прашање е затворено. Албанците тука самите констатирате дека веќе имаат голем напредок во она што и вие како партии сегашните го поставиле. Албанија се сосема на страна држава. Зошто повторно тие духови на голема Албанија, на патернализам заживуваат? Со модерни политичари тоа. Да, прво мислам дека не може да се стави знак на равенство меѓу српската политика и албанската. Иако мора да признаеме, заради волја на вистината, овие две нации се побројни во регионот и се поподелени. Србите ги има дел во Босна, еден многу значаен дел во Хрватска, порано ги имаше во поголем број, ги има на Косово и така натака. Слична е ситуацијата и со албанците и не случајно сметам дека во последниот период меѓународната заедница, тука пред се мислам на ЕУ и САД, акцент ставаат на градење на поддемократски општества во овие две земји, како потенцијална каписла која може да создава нестабилност во регионот. Значи, знак на равенство не може да се постави, бидејќи во периодот за кој збориме, Србија имаше една јасна платформа, сегде кај живее еден србин ќе биде Србија, кај постои еден српски гроб, значи српска земја, и тоа не постоеше само во пишани документи, елаборати и така натака, туку политичката структура предводена од Милошевиќ тоа се обиде да го претвори на дело. Се разбира, не со политички средства, туку применувајќи сила. И како резултат на тоа ги предизвика поред у серија војните во поранешна Југославија, почнувајќи од Словенија, иако таму најмалку се задржа, Хрватска, Босна, Косово и така натака. Додека албанците немаат такво минато, значи албанците и кога биле во каде по лоша позиција и состојба, не посегнувале преку сила да ги променат односите, туку се
приде кон еден друг проекта, тоа значи да се убеди меѓународната заедница дека навистина ја ужива албанската нација поддршката нивна да може да ги оствари своите политички цели. Со завршувањето на војната на Косово и конфликтот 2001 во Македонија, мислам дека веќе е затворена тетратката на можни повторни конфликти на Балканот. Поготово не со актерство на албанскиот субјект. Мислам дека албанците имаат појасна визија за перспективите, за разлика од Србија, зашто ние значи не постои структура организирана, релевантна, се разбира албанска, која гради политика на двоен аршин, еднаш кон запад, еднаш кон исток, туку сиот албански политички контингент е насочен кон НАТО, Европска Унија. А што значи НАТО и Европска Унија? Тоа значи, ќе се навратам на нашиот терен, тоа значи стабилна Македонија. Тоа значи на Македонија да и се гарантира безбедност на границите и така натака, да стане рамноправен партнер со другите, а со тоа автоматски ја обезбедува и безбедноста и сигурноста. Тоа Европска Унија значи да ги делиме европските вредности во однос на тоа што значи демократија, што значи развој, што значи стабилно општество и така натака. И за разлика од албанците кои стојат цврсто на овие определби, кај србите има значи големи дилеми. И трето, значи определбата за НАТО и Европска Унија значи неменување на граници, што е многу битно за Македонија поготово. Евентуалната промена на политиката за неменување на граници Македонија ја доведува во директна опасност. Затоа мислам дека Македонија може да биде задоволна од оваа гледна точка. Што подразбирате по тоа директна опасност? Директна опасност зашто тоа би било преседан, незадоволните структури пред се во Македонија зборам, каде што контингентот на албанци е поголем, да бара редефинирање на позициите, промена на границите, размена на територии, така натака и така натака. Зашто тоа би нашло, значи, тло во политиката што ја гради НАТО, евентуално би ја градела НАТО и Европската Унија. НАТО и Европската Унија обстојуваат на принципите на неменување на границите и тоа е добро за, сметам, за сите. Не само за македонците, не само за албанците, туку за сите. Перспективата треба да ја градиме во овие рамки и споделувајќи ги овие вредности за кои зборев. А Обединета Европа ќе не обедини сите таму. Кога албанецот во Македонија ќе се чувствува комотен, кога зборам комотен во сите димензии на живењето, нема да му биде ама апсолутно битно дали ќе живее во Македонија, во Тирана, во Приштина или не знам каде, кога се чувствува исполнет во земјата каде што е и од кај што потекнува на крајот на краиштата. Ако таа земја е перспективна, ако таа земја е во НАТО, ако таа земја има благосостојба, значи тој пат не води кон зближување, кон кохезија и кон стабилност. И да заклучам, да не одзема многу време, моја теза била секогаш, сум ја застапувал и останувам на таа теза, иако, како што рековме на почеток, неактивен во политиката, албанците треба да го зимат примерот на германците. Во Европа, ние на Балканот. Тоа значи дека постои национална држава на албанците, тоа се вика Албанија. Постои Косово, поетничка структура, исто се албанци, ама се вика Косово, како што се вика Австрија, а се германци. Втора држава. И ние овде како германците во Швајцарија. Значи, албанците во Македонија треба да ги вложат сите напори да се чувствуваат рамноправни овде каде што се. И низ тие интеграцијски политики да одиме сите напред. Јас немам слушнато
освен една епизода кратка која траеше на поранешниот премиер на Австрија Хајдер, не сум слушнал сериозна политика и политичка структура во германскиот кампус која сака промена на границите, која сака да ја припои Австрија кон Германија, која сака да ја распарчи Швајцарија. Значи, тие живеат комотно таму, се чувствуваат комотно, се чувствуваат свој на своето. Ние, значи, треба да ја следиме оваа логика, која зборам ние, како албанци, да не ги мешаме национал-романтичките идеи, идеали за една држава, една нација, една држава и така натака. Не се тие времиња актуелни, не се тие времиња кои може да не носат напред, не носат просперитет. Напротив, сметам дека за актуелните состојби дури се декадентни, зашто тоа е на краткиот пак да се дестабилизира регионот и да имаме војна. А се надевам дека никој тоа не го сака. Господин Зибери, благодарам што бевте гостин во платформа. И не знам што да ви постакам вклучување во политиката или добро ви е таму каде што сте. Да, добро сум, фала. Благодарам што еднаш. Благодарам и на вас на можноста да ги споделиме овие информации, идеи и мислења. Така, почитувани слушатели, тоа беше господинот Насер Зибери. Беше во политичко својство тука, во политички аналитичар и мене ми е малку чудно да кажам нотар, бидејќи тоа нема врска со политиката, но тој е еден човек кој што долги години беше истакнат член на една партија која што според мене ги постави темелите на политичкото движење на албанците во Македонија, во парламентот. Ви благодарам уште еднаш и добра работа. Платформа со Љубиша Николовски на радио Слободна Македонија.
Со завршувањето на војната на Косово и конфликтот 2001 во Македонија, мислам дека веќе е затворена тетратката на можни повторни конфликти на Балканот. Поготово не со актерство на албанскиот субјект. Мислам дека албанците имаат појасна визија за перспективите, за разлика од Србија, зашто ние значи не постои структура организирана, релевантна, се разбира албанска, која гради политика на двоен аршин, еднаш кон запад, еднаш кон исток, туку сиот албански политички контингент е насочен кон НАТО, Европска Унија. А што значи НАТО и Европска Унија? Тоа значи, ќе се навратам на нашиот терен, тоа значи стабилна Македонија. Тоа значи на Македонија да и се гарантира безбедност на границите и така натака, да стане рамноправен партнер со другите, а со тоа автоматски ја обезбедува и безбедноста и сигурноста. Тоа Европска Унија значи да ги делиме европските вредности во однос на тоа што значи демократија, што значи развој, што значи стабилно општество и така натака.